што оние кои што се залагаат дека наречениот слободен пазар на трудот имаат викторијанска скромност кога станува збор за продавањето на сексуалните услуги. Цврсто веруваме дека поборувачката на сексуални услуги нема магично да исчезне со мафтањето на магичното стапче на некој од политичарите, па според тоа најдобриот начин да се овозможи безбедност на сексуалните работници е да се осигураме дека тие ќе работат во безбедни услови и нема да се плашат злосторниците да ги пријават до надлежните служби. Македонија како земја на членка на Обединетите нации, членка на Советот за човекови права, како и потписник на Виенската декларација за човекови права, е обврзана активно да работи на подобрување на состојбата за човековите права и слободи, како на национално, така и на меѓународно ниво. Институциите на нашата држава треба да се стремат кон реафирмација на основните принципи за универзалност и неделивост на човековите права. Насилството и тортурата врз сексуалните работници е исто што и насилство врз секој човек. Централен настан по повод овој ден е маршот на Црвениот чадор, марш кој пркоси на безбедноста, а портрет на оние кои ги креираат судбините на сексуалните работници. Иницијативата за овој ден доаѓа од страна на доктор Енис Принкл, сексуална работничка, веднаш по извршениот масакар врз 48 сексуални работнички, убиени во Сиетл, Вашингтон, од страна на убиецот Грин Ридер. Црвениот чадор е глобален символ на сексуалната работа, црвената е боја на убавината, а чадорот штити од горешни влијања, како што се лоши клиенти и пакување. Во моментот ФОКС е во процедура во која што се прават анализи, компаративни анализи на постоечките модели за регулација на сексуална работа, бидејќи ја постојано зборуваме за легализација, не е единствениот модел за регулација на сексуална работа. Таа компаративна анализа потоа ќе биде анализирана и контекстот на Македонија да се види која е што би значило примената на одреден модел во Македонија и секако заедно со Стар заедницата на сексуални работници ќе се дојде до заеднички став која би била најпрепорачниот модел кој што спрети интересите и правата на сексуални работници. Оваа година традиционално сите претходни се прислушува на маршот на Црвените чадори во поддршка на сексуалните работници, во поддршка на нивната борба за процесите кои што го трпат. Дека тие имаат проблем со насилство, зборуваат многу истражувања, меѓу кои ги споменам истражувањето во 2012 година кој се спроведе за родово базирано насилство врз жените и девојките на јавните простори во Скопје, каде што беше детектирано дека сексуалните работници се заедница врз која што се врши насилство од омраза. Што значи дека сексуалните работници на овој марш што маршираат во надеж дека ќе ја променат една таква сериозна ситуација. Дополнително на ова, Сдруженијето ФОКС оваа година за одбележување на овој ден објави повик за новинарски статии на тема сексуалната работа во Македонија. Комисијата која што беше формирана ги избра најдобрите теми, при што како прва наградена е статијата на новинарката Менче Точи со наслов "Медиумите со предрасуди за сексуалните работници". Второ наградена е новинарката Јана Рашиковска со темата "Сексуални работнички жртви на конзервативни вредности" и трето награден е новинарот Никола Крстич темата "Нокните дами во сивата зона, државата глува за повици за легализација и декриминализација". Им честитаме на новинарите, меѓу кои што се добитници, но и на оние новинари кои што изразија интерес да се приклучат на овој повик и да го дадат својот придонес во промена на перцепцијата кон сексуалните работници од страна на медиумите.